Ова утро гостин во студиото на КАДЕН е примариус доктор Трајан Чоцилаков, специјалист по оториноларингологија. Со оглед на неговото долгогодишно искуство ќе имаме многу за што да разговараме денес. Доктор Цилаков, добро утро и добре ни дојдовте за прв пат во студиото на КАДЕН. Драго ми е, ви благодарам за поканата. Прв пат сум во оваа студио, сум пријатно изненаден и од амбиентот и од техниката со која поседува К1 телевизија. Вие сте релативно млада телевизија, зборувам по години, меѓутоа технички и стручно стварно сте опремени и ми е задоволство да бидам дел од оваа утринска дружба, да речем, разговори и така натаму. Така, ви благодариме за пофалбите. Кажав дека ќе имаме многу за што да разговараме, но ете да започнеме со тоа како вие се пронајдовте себе си во оваа професија, како се одвиваше патот на вашето образование, каде се го поминавте работниот век? Да. Значи, јас морам да се вратам назад како ученик во далечните 50 години од минатиот век, кога као ученик во основно образование живее во делот кај училиштето Свети Кирил, каде што се наоѓаше амбулантата на доктор Ташевиќ, кој денеска представува дел од здравствениот систем на Велес. Бевме близко негде 30 на метра куќата наша стара се наоѓаше таму и у тоа време имаше честни цревни инфекции затоа што Велес до пред 10 години го имаше актуелниот проблем со водоснабдувањето. Тогаш имаше улични чешми, ние кога деца често одевме, пиевме од таа улична чешма. Немаше многу контроли на квалитетот, бактеријска, лошката и хемиска состојба на водата. И познат беше Велес као ендемско подрачје на чести цревни инфекции како од водата. И јас као дете, родителите мои ме носеа во таа амбуланта која што беше близко, таму работеше сега покојниот, меѓутоа у тоа време многу познат доктор Ташевиќ, кој од Белград дојде тука у тоа време и остана фамилијарно, ја изгради таа куќа и стана и ден денеска институција од здравствениот систем. Носики ме таму, тоа беше еден господин кој што стварно го заслужува атрибутот на доктор, и гледајќи го него, гледајќи ги тие инструменти, гледајќи ги неговите манири, стручни, па и гардероба и усе, ме заинтригира он и у тоа време на родителите им кажав: мамо, тато, јас сакам да видам доктор. Значи, пазите, Александра, тоа се годините 50-тите, кога бе во основно образование. Потоа завршив гимназија во Велес и знаев дека ќе одам на медицина. Не ми требаше многу приказни околу мојата професионална ориентација. Знаете, често пати родителите прават инпут Да наметнат децата, нешто. се наметнуваат со тој инпут, фактички сакаат да кажат, епа, биди ова, биди она, меѓутоа после некои работи се менуваат. Родителите мои го почитуваат тоа. И јас, после завршењето на гимназијата, заминав на студија на медицина во Белград. Белградскиот универзитет тогаш беше многу респектабилен, еден од водечите на Балканот, па и пошироко, со меѓународен код, па и до ден денеска у таа Шенген листа е високо котиран. Завршив медицина, значи тоа е 69-та година, крајот на 69-та година, се врати во Велес, потоа заминав во армија, крајот на 70-та година, кога се вратив, работев малку, односно го завршив својот стаж и потоа пак повторно отидов во Белград на специализација на оториноларингологија. Значи, со успех 9.74 и со предвреме завршени студии на медицина, многу рано станав и специјалист, негдека на 28,5 години. Се врати во Велес и 75 година го формиравме оделението за го носи грло. Сега тој Б блок од болницата, кој што беше само А блокот од болницата и старата болница овдека во близината на Топилница. Го формиравме оделението со мојот колега доктор Миоски и од тукаш до 2011 година бев дел од здравствениот систем на Велес, односно дел од моите активности во оториноларингологијата. Во почетокот, значи, сите активности беа насочени да створиме имидж на тоа оделение, тој имидж кој што ќе биде пошироко за Вардарскиот регион, и тоа успеавме да го направиме. Негде во 80-тите години станав и началник, влегов и во светот на одредени други активности
кои што е врзани пак со професионалниот дел од медицината, значи дел од медицинската комора на Република Македонија, дел од стручниот тим кој што се занимаваше со екс-катедрам и пласирање на наши трудови на странски конгреси. И така таа приказка траеше негдека до 2011 година. Јас само морам да кажам дека ние у тоа време, као регионален медицински центар, конзумиравме популација од 350.000 население и нашето оделение беше едно од водечите во државата. Чак имаше информации од клиниката, па и повисокото, бевме дел од југославенскиот систем, дека во Скопје ретко завршуваја пациенти од нашата патологија на клиника. Само карциномите, заради имунолошкиот третман, заради радиотретманот и некои други работи ги упатувавме на клиника. Субординација у здравствениот систем постои, нели? Примарно, секундарно, терцијално здравство и така. И така до 2011 година, кога замина во мировина. Мене не ми се допаѓа тој термин пензија, Западот има еден друг термин мировина, меѓутоа јас сум активен во таа мировина и понатаму јас сакам медицината. Еднаш доктор, секогаш доктор, еден мој пријател кажува и така. Тоа е дел, вака една хронологија на мојот, да речем. Верувам дека и вас ви беше пријатно што се навративме на вашите почетоци, на вашето образование. Мораме да споменаме дека во дел од вашето долгогодишно искуство бевте и доктор на македонската ракометна репрезентација. Како се случи тоа и во кој период беше? Да. Интересни се тие моменти. Знаете како, ја као дете, додека бев во школата Свети Кирил и Методи, еден од, значи сите машки деца по некој спорт ги интересираа. У тоа време со ракомет, нели? Колку дозволуваја могуćностите, меѓутоа книгата пред се. Health about the all, здравето пред се, ама кај мене беше книгата пред се, значи медицината. Нели, книгата тогаш не е као доктор, него во образованието. И слободните активности беа врзани со ракометот. Играевме и негдека кога завршив гимназија, у текот на гимназија, кога имавме време, игравме, така се дружевме, колку имавме могуćности. У тоа време Борец као ракометен клуб веќе на просторот на Македонија и Југославија, да подсетам бевме, беше еден од тимовите кој што беше многу респектабилен. Затоа што морам да кажам дека Велес представуваше многу години уназад, па и децении, расадник на многу познати македонски ракометни имиња. Само да ве подсетам дека браќата Филип и Кирил Лазарови, кои што се од Свети Николе, дојдоа во Велес со нивниот татку, кај мене дома лично. Он играе за Овче поле во Свети Николе и тоа се 70-тите години. И така почна нивниот успон во кариерата. И знаете дека сега Кирил Лазаров е во Барселона, Кире е еден од најдобрите бекови светски. Морам да го кажам и Пепи Манасков, кој што со ништо не го одвојам од неговите квалитети од браќата. Чак, пошто е велешен, сај да не биде Велес, Пепи беше исто така, висок, значи ги имаше антропометриските атрибути, меѓутоа, моравме да застанеме за тие, не е само висината или моќта на раката, левата или десната. Тука се инкорпорираат многу други сегменти. Покрај анатомијата, вие морате да работите на психичкиот статус, морате да работите на нутритивниот, на делот од исхраната. Јас кажувам, припремата на таквите врни спортисти, а се црпат од раните возраст, кога вие ќе ги одвоите по висина и по смисла и желба за ракомет, вие морате као доктор да влезете со секого у разговор, дали стварно го сака ракометот, да одредите према неговите антропометриски вредности и таква таблица на исхрана. И тоа ние го направивме. Чак морам да кажам дека Пепи Манасков беше од сиромашно семејство, неговите родители работеа во Југопорцелан. Меѓутоа, јас застанав зад него и управниот одбор на Борец у тоа време и од Пепи направивме елита. По неговиот пат тргна и неговиот син. Так. И уште многу други имиња, не би сакал сега овдека да правам хронологија, меѓутоа Велес беше расадник. И ако негдека се играше добар ракомет и се правеа добри, да речам, и резултати
од републичко, па у тоа време југославенско и пошироко, тоа беше борец. И како доктор во 94 година од управниот одбор на Ракометна федерација, во тоа време селектор на репрезентацијата беше Ванчо Јовановски, познат голман. Ме повикаа и со задоволство прифатив, привилегија и чест ипак да бидете дел од приказката за ракометот, кој што као млад го сакав. И ова ми беше као, да речам, еден лајтмотив Двете работи што сте ги сакале, така споени во едно. Така е, Александра. И тогаш влегов во репрезентација да донесов некои новини во однос на следењето со професорите по физичка култура во училиштата, да скенираат, да перцепираат деца кои што ги имаат квалитетите анатомски, антропометриски, да ги одвајаат, да работат со нив, потоа да се направи, нели, една цела шема, базични припреми, редовни тренинзи, периодични, редовни контроли на нивниот здравствен статус. И тоа го правевме со професор Христов, сега покојни, кој што беше директор на Институтот за спортска медицина. Таму беше доктор Елезовиќ, таму беше доктор Васкова. И така натаму, тоа е една елита на доктори спортска медицина кои своето образование го стекнаа по европските институции. Загреб по тоа време со професор Медвед беше еден од водечите професори по спортска медицина. Спортската медицина е дел од медицината. Меѓутоа во себе инкорпорира многу специјалности. И само така можете да бидете сигурни во активноста на еден спортист кој ќе се оттргне од еден анимозитет на локално играње, веќе ќе крене по стапките на европски па и светски, нели, надпревари. Тоа беше тие години. Останав јас таму до 98 година. Во вториот мандат, после 2 години, дојде Јошко Петковиќ. Тоа беа па годините кога Јошко Петковиќ беше тренер на Борец, кога Борец направи екипа која жареше и пареше не само по Југославија. Значи го тепавме Партизан во Белград, Борец, Бања Лука, тоа беа првите 3-4 екипи кои што беа носители на ракометот во државата. Југославија беше у тоа време и до ден денеска, ако е овака расцепкана, остана водеча во групните спортови. Погледайте, во ракометот, во одбојката, во кошарката, во ватерполо, се групни спортови. И до ден денеска екс-југословенските републики на сите светски такмичења се водечи. И така, во вториот бедел со Јошко и Велес го направивме. Уште повеќе му дадовме шмек, влеговме во надпреварувања од европски калибар, влеговме во купот на Европа, во првото коло ги тепавме Архелаос од Катерини, познат грчки. Во второ Динамо од Букурешт, и во третото коло дојдовме да играеме со европскиот првак, као сега Борец да игра со Барселона. Значи, тоа е чест, привилегија. Дострел во тој дел. И тогаш играевме со нив, со Елгоријага, ги изгубивме тие надпревари, али дојдовме до трето коло, што во тоа време многу значеше и за југословенскиот па и македонскиот спорт. И тоа е, во тоа време водевме стварно грижа за спортистите. Значи имаше соработка со институцијата, реков Институт за спортска медицина во Скопје. Значи сите тие врни спортисти беа на строг третман и контроли. Не као денеска соберете ги книшките, идете кај интернист, дали ќе ве прегледаат или не, морам тоа да го кажам. И највеќе ми е криво што Велес не направи, а имаше и простори во овој спортски центар за амбуланта по спортска медицина. Чак бев тој кој што двајца од кандидатите ги интригирав да станат лекари, за жал системот ги направи да станат сега доктори по општа медицина, general practice доктор, затоа што сега имате пер капитам и пер капитам можете да добиете повеќе пари, него ли да бидете доктор во институцијата амбуланта за спортска медицина. Тоа не е во ред. Не е во ред. Веле се сега има спортови. Меѓутоа не можат. Јас се судрував со тој проблем кога ме бара и се правеа интервенции колатерални за да се дојде до статусот предпишување на вредноста на еден играч. Ние мораме да имаме спортска медицина, имаме прекрасен спортски центар. И простори, и сега тие простори се окупирани од други.
да не сега, нели, Така. понатаму разговарам, и не е добро. Значи, тоа е тој период кога тие се златните години, стварно со респект се сеќаме, има богата документација, не знам колку времето ќе ни дозволи за тоа да разговараме, ама еве, повелете. Значи, тоа е таа, да речем, состојба кога јас бев доктор на репрезентацијата, кога имаше и репрезентацијата резултати, и борец имаше резултати и се. Еве, потоа знаете, сами сте сведоци како оде работите, но добро, тоа е. Така. Не може да имаме стално успони, мора и падови да има. Ќе отвориме повеќе теми, ако не стигнеме во оваа емисија, ќе разговараме сигурно и во некое друго издание. Благодарам. Сега сакам да ве прашам, постојат многу примери преку кои може да се направи паралела помеѓу здравствениот систем во кој што вие сте работеле и помеѓу здравствениот систем кој што сега постои, со кој исто така сте запознаени. Кој е вашето мислење? Што можеме да наведеме како недостаток или како предност на сегашниот во однос на она што се работело? Добро прашање, стварно добро прашање. Значи, на контемпорација на временскиот период кога јас бев во медицината и сега сум во медицината, реков преска, еднаш доктор, секогаш доктор, други задоволства секој имаме. Значи, видите, системот на студија беше многу сериозен у тие години. Значи, постоеја многу референции од средното образование за да дојдете на факултет. Значи, имаше приемен испит на кој што покрај она што као папирологија ќе го приложите. Имаше испити од знаењето на латинскиот јазик, не латиницата. Многу и од докторите ден денеска се заскриваат латиницата. Тоа е дел од кирилицата, латиницата, пишувањето. Латинскиот јазик е сериозен, мртов јазик, али сериозен јазик. Значи, во Белград имате една година на почетокот, у тие години имаше, покрај другите предмети латински јазик. Сега го нема латинскиот јазик. Сега младите доктори запишуваат на тетрадки и јас често се судрувам со тоа што одредени зборови, топоними у латинскиот поин, ако вие слушате цирозис, хепатис, еве, пример го семав. Меѓутоа, тој збор ако го напишете на латиница, ќе го напише секој. Ама ако го напишете стручно на латински јазик, тогаш се гледа дека сте читале книги, сте биле дел од сериозноста на јазикот. Тоа е само еден сегмент, као почеток ви го кажав. Значи, самата студија од цела Југославија во Белград, у тоа време, 64 година, во 1 октомври, се упишавме само 400. Толку беше во огласот. И ни еден повеќе не можеше. Не можеше да влезат ни богати со парите на родителите, децата да бидат дел од приказки на политички инпути врз здравствениот систем, па упис уместо 400 и 600. И едино меѓу тие 400, у тоа време Југославија беше земја неврзана, меѓутоа Тито беше играч, ја морам да кажам, и со Западот и со Истокот. И од Карановиќ има многу убав филм кој што е една реминисценција на целиот тој живот, се вика нешто измеѓу. Тоа бил Тито. И универзитетот беше многу ценет. Значи имаше деца од Африка, деца од Европа, кои што студира на Белградскиот универзитет. И ние 400 кога влеговме, после 5, односно 6 години, завршетокот на студијата, само негде околу 10% у редовен термин завршивме медицина. Иначе да ве подсетам, просекот на студиите трае негде меѓу 8 и 9 години. Оти некој се интригира само со префиксот ДР. Така. Не со титуларот. И да го заслужи. Така да, беше многу сериозен тој систем. Вежбите беа сериозни. Нема као сега по 15-20 колеги млади со асистентите. 7 до 8. Значи, тој асистент врз имаше комплетен увид у вашата стручност, у текот на цела една календарска година. Практично, теоретски, денот почнуеше со настава, завршуеше со практични и најпосле со консултации. Така да ние у тоа време бевме од 8 недека до 3 до 4 комплетно исполнети во просториите на медицинскиот факултет во Белград. И потоа стварно, од кога ќе завршевте, имаше тежина вашиот назив. Сега ги гледам младиве колеги со мантилчиња, со
Хипократовите слушалки, со зимање од интернет, ја ги викам Google доктори, одредени си мињање работи. Ретко ги гледам со книги, кои што се сериозни учбеници, вас ви треба било кој дел од медицината, една книга да читате месец дена, а тек од неа да репродуцирате знаење. Значи имаше многу сериозност. Не викам дека не е сериозен денеска пристапот, ама ми се чини малку порелаксирани се работите и треба малку и Министерството и институциите да превземат не само бројка на упис на студенти. На оваа држава на годишно ниво и се потребни недека околу 100 доктори, кои физиолошки се одлеваат со пензија или го завршуваат својот живот со смрт, и толку треба да се упишуваат. Пазите, ние сега имаме медицински факултет во Скопје, имаме во Тетово и имаме во Штип. И ја мислам дека за овој простор од 200 километри и за население 2 милиона, ваков пренабилдан, јас го кажам, може да грешам, нека дојде некој да ме демантира, систем на студија, кај што по 15-20 колеги со еден асистент не може да постигнат квалитетно знаење. И јас тоа го гледам сега и во теоретисањето со колегите, практично во операционите сали, и сето тоа ме наведува дека мора институционално од Министерството сега надоле да се направи добра проценка и оценка колку доктори ни се потребни за една календарска година на упис на студиите. Jer тоа е таа бројка. И потоа се она што најважно се дешава кај младиот кадар, ќе завршат докторите се у хендикеп. У овој момент од Македонија, ова јавно го кажувам, преку 400 доктори имаат апликации во две соседни земји за ностификација на нашата диплома, за да можат да работат во странство. Тоа е сериозен проблем. Тоа е као 4 години, едноставно вие упатувате студенти на специализација, немаат простор за завршување. Сега добро е што се отворија тие приватни амбуланти, па пала докторите отидоа таму, меѓутоа порано не можеше така да се деси. Ние знаевме у Велес, па и у сите градови, колку доктори завршуија, колку се прима, а ние со такви проблеми не се содруживме. Сега имате млади колеги кои што не можејќи да најдат соодветна работа и наградувањето, кој што е лајт мотив, животен мотив, за нели дека сте задоволни од својата работа, тие бараат настрана каде може да го најдат својот, нели, трбухом за круг, што викаат Срби, своето парче на живење. Така да мислам дека тоа е тоа што беше у наше време, малку една дигресија направив, меѓутоа мора да го кажам ова, сега институционално имаме современа опрема. Тоа мораме да го признаеме. Тоа мораме како предност да го наведеме. Министерството дека инвестира од руралните преку примарна, секундарна и терцијална здрава заштита во, нели, стварање на еден амбиент во тие медицински институции. Меѓутоа, многу сме инсуфициентни, односно имаме голем недостаток на квалитетни стручни кадрови. Студијата и медицината трае 12 години. Вие морате во секоја институција, дали е од секундарното, односно терцијалното, секундарното и примарното, да имате постојанен увид кога отприлика еден доктор физиолошки ја завршува својата кариера, неколку години пред тоа. Примерот на моето оделение од 70-тите години, ние стално бевме 4 доктора. 4. Зошто? На 15.000 населени еден специјалист беше. По тие европски стандарди, кои што се формирани во Швајцарија, во Базел, кои што постои институција кој од европски калибар, кој што се занимава со, нели, со таа, да речам, со тој статус на докторите во Европа. И ние стално имаме четворица. Сега полека се одлемаме, одојдовме да бидат двајца доктори, еден од нив ќе замине у пензија, а треба да бидат четворица, а па истата популација. Меѓутоа, се судруиме сега со тоа дали тие доктори двајца може да извршат соодветното твојата стручност работа. Значи, има многу новини, има пробив во делот од нови софистицирани инструменти и опрема, меѓутоа кадарот е тука малку у еден slow motion, у една успореност, кој што мора у тој дел да се даде малку повеќе приоритет, да деца кои што стварно си ја сакаат медицината, да се упатуваат
не само статусот со префиксот ДР, него стварно, и да се води сметка за еден континуитет на здравствениот систем, да има постојано оти health about the all, здравјето па пред се. Или после се. Так. Сега малку да поразговараме за нас пациентите, мислам дека е интересна таа тема, се повеќе нели интернетот е во функција на нашето секојдневие. Ние често знаеме да си нели да осетиме некои симптоми па сами да си пребараме на интернет и да прочитаме некои работи кои што не знам, некогаш се релевантни, некогаш се нерелевантни. Што е вашето мислење на оваа тема? Да, значи овој свет на модерна технологија и на аудио, видео изнадобство влезе во секое катче, во секоја куќа, до секој човек, до секој, ајде да речем сега и пациент. И имаат могуćности, си мијајќи од интернет, одредени информации за одредени состојби, да сами пред себе си прават рецензија дали јас треба да одам на доктор или еве овој екран, ова е ладно чудо. Или да отидеме на доктора, ама веќе со поставена дијагноза. Ние си знаеме што Да, иначе ние отприлика ги добивате вие тие информации, нели со овие задоволства на екранот, преку тој Google, нели и овие други, нели мрежи кои што ги носат тие информации. И сега вие се наоѓате во една ситуација дали тоа што ви е напишано и овие постојани реклами за одредени препарати кои што во себе содржат и фармаколошки, медицински субстрати, односно лековите со медицински карактер, содржат и други, да речам, алтернативни, да речам, препарати кои што се користат. Така поставено, често пати пациентите, па не морам да одам на доктор, еве имам ја, например, за одредени инфекции, најактуелни, дали се на горните дишни патишта, па дали се на стомахот и така, а и сега ова друго локомоторен систем, кожа, што ја знам, им натрешни органи е малку посериозно и мора да имате тачно знание дали треба да сте со ова или треба нешто повеќе од тоа да направи. Така да мислам дека во еден дел го прифаќам тоа. Ко, нели, медицинско едно воспитување на населението, па и на секого, со одредени сознанија. Меѓутоа, мислам дека треба да бидат дел од посета на доктор, консултации, редовни контроли, редовни лабораториски претраги за помладите популации, педиатрите, за постарите интернистите, они ценејќи ги потоа, нели, одредени параметри, другите специјалности да колаборираат, да соработуваат со нив. И ние кои сме во мировина, исто така да бидеме дел од тој здравствен систем и да си вршиме контрола. Оти здравието, ја викам, не е ветена категорија, не е флуид, вака Александра Фино. Со изгледи доста на Александра 8 децении. Александра ќе се менува или Цилаков. Меѓу мудроста е да инвестирате у своето здравје. Да инвестирате у собственото здравје и така ќе се чувствувате многу попријатно и така натаму. Значи, да, вака, две реченици заклучам, убаво е да го следиме овој тренд што го имаме информативен, меѓутоа, мислам дека треба сето тоа да заврши со контрола на лекар и сите тие работи, тогаш ми се чини сами ќе почувствувате дека се сигурни во своето здравје. И само така мислам дека е најсоодветен пристапот. Тоа е моето видување, некои мислат можда и поинаку, али добро, тоа е право на секого, дали ќе оди на доктор или ќе ги гледа на екранот одредени состојби, а ги има многу, чак и има едукативни емисии кои што у тој прилог, меѓутоа мислам дека сериозноста е ипак во институцијата доктор. Во вашата кариера сте имале можност да размените искуства со колеги од други земји, каде се имате престојуване и колку тоа ви помогна за работата која што ја работевте овде или колку ви им помогнавте на колегите таму? Да. Убаво прашање, добро прашање. Значи, веќе како млад доктор, таму негде као 70-тите крајот, после завршувањето на специализацијата, 75-та година на крајот, значи од 76-та година, првите 5 години ги поминав исклучиво во собствено едуцирање и да влезам во светот на хирургијата од мојата област, па и во стручноста, следејќи ги трендовите у тој момент на медицината и дружејќи се со институции
Скопје и Београд, кој што ми беше, нели, матична куќа, да Так. речем, и многу колеги до ден денеска се дружиме по скупови, оние што останавме активни. Следејќи ги тие први 5 години, сватив дека е добро да почнам тоа моје искуство стекнато од првите неколку години, а веќе имав 30 години, кога и покрај специализацијата аплицирав со трудови и негдека околу 35-та година веќе стана примариус. Со исто време апликација направи за докторатот имунологија на тонзиларниот проблем. Тоа е имунологија на оштетувањето на крајниците. И до ден денеска книгата за крајниците, за овие жлезди на вратот, ќе се навратам покасно, Так. се вика тонзиларен проблем. Крајниците секогаш биле проблем. И денеска се проблем наш, на педиатрите, на имунолозите, на бактериолозите. Значи, тоа е се една структура која што сите учествуваме во третманот нини. Тогаш почнав да излегувам, ја викам екс катедра, на катедра. Значи, почнав прво во нашата фела, па малку повеќе, аплицирав трудови, има комисии за рецензија, кога се работи за поширок скуп, нели, од Так. у тоа време југословенски, па балкански, па европски и светски, и добивав позитивни извештаи од таму дека можам да присуствувам на такви скупови и негдека тие 80-ти години, негдека од 81-ва, втора до негдека до 90-тите години бев дел од скупови, конгреси и стручни престои, визитинг стручни престои во балканските, па и во европските метрополи. И тогаш имав излагање. И мојот вкупен стручен опус со трудови сега е неку преку 50, кај што сум носител на тие трудови, а имам и као коаутор, значи кога група на доктори излагаме и се договараме кој ќе биде носител на излагањето, а сите учествуваме во формирањето на тие стручни трудови. Оти видите, да се појавите на такви стручни трудови кај што имате имиња и презимиња на светски или европски личности, не е така едноставно. Вие очекујте дека микрофоните кружат меѓу аудиториумот, додека вие излагате, ве перцепираат, ве слушаат и потоа очекујте прашања, сериозни прашања. Вие или знаете или качете се на бина, или немој да бидете само фасада. Оти сум го доживоил тоа, да колеги се наоѓаат у многу лоша ситуација, па се прекинувала емисијата, па не ни е добро и така натаму, или одредени други состојби. Така да тогаш тие работи ги, да речам, ги конзумирав тие 10 години у Европа, покрај Белград, значи имам излагано во Истанбул на Светски конгрес, во Софија, значи во Александрова болница, која е во тоа време беше една од подобрите од источни земји. Во Европа бев на престои излагање, бев во шведската болница, во крајевската болница во Шведска. У тоа време Париз беше една од нашите омилени дестинации на оториноларинголозите, затоа што французите у тоа време кога Југославија имаше 25 конгреса до 30 конгреса, французите имаа 116 конгреси национални од оториноларингологија и хирургија на глава и врат, односно и максилофацијалната. Ние сме три области многу тангентни ради анатомијата, ради пристапот, функционалноста и оперативата. Значи, таму имавме многу контакти, чак у еден период, у еден мандат, со професор Питие, сега колегата Чаев, кој што е починат, професорот, и со Филипче бевме и дописни членови од македонската ЕНТ асоциација или ЕА Ностроте или Лумоноси грло во Франција. Често бевме гости, захвалјујќи на него бевме и на ручек по познатиот хотел Риц. Јас морам да ви кажам, вие можете имате многу пари, али во Риц не можете да влезете ако не сте име и презиме. Што е и до ден денеска, тоа се големи дострели цивилизацијски хотели, театри, уметности, Метрополитен, Европа, Миланска скала, кај што вие за да дојдете мора многу приказка за вас да има. Так. И заради стручноста успеав да бидам и дел од таа приказка. Бев во Сент Томас Хоспитал во Лондон, каде што се лекува и се породува целото кралско семејство. Колегата Едвард ме покани, бев таму
еден период, не многу долго, меѓутоа интензивно од Сабајле до вечер се дружевме со медицина и многу малку првиот престој го видов Лондон. Знаете, кога ви од Сабајле до вечер, највеќе лутав до касно да видам се Бакингемска палата, Виздор, Пикадили трго, да го видим мостот и така натаму, ова се тркалото у тоа време не постоеше панорамско. Да не зборувам за Америка, имам престојувано 2 пати во Америка, еднаш малку подолго во Дейвис Хоспитал центар на Флорида во Мајами, кај што бев дел од приказката. Чак имав у тоа време и понуда за останување, меѓутоа тој емотивен ден, мајка ми беше уште жива, по телефон немавме мобилни комуникации тие години. И она се расплака на телефон и знаете како вика, синко, зар таму ќе останеш, коските таму ли ќе ти ги бараме. Знаете, тоа се моменти и тоа ме натера да... А имав отворено од професорот на клиниката, отворено бланко хартија да потпишем на година дена престој за доста примамливи пари. Меѓутоа, знаете како у медицината системот ако се грижи за вас, еден бизнисмен од Скопје вика, докторите не смеат да прашаат за пари. Квалитетните доктори. Државата или институциите или поединците да ги наградат. За жал, ние се бориме со проблемот на први дали платата ќе ни биде малку подостојна. И тоа мора да се коригира. Тоа мора да се коригира. Убаво е упремо е се, ова што се носи во здравствениот систем. Меѓутоа, не можете вие корекции од 5% и такви работи, да се даваат пари за некои колатерални задоволства, јас ги викам, а денот почнува со здравјето, вие да бидете хендикепиран, дали месецот ќе го зашто. Па верујте, колеги во Скопје на клиниката, ако супругите вика, докторе, вие сте привилегија, живеете во Велес, куќата ви е до болницата, ние живееме у Карпош 4. Ако не ни работи супругата со нашата плата, не можеме само бензинот, горивото за месец дената. Тоа е се доктори, тоа е статусот. И тоа, пазите, тоа се врни доктори на клиниката. Оттаму почне системот на едукација и образование, стварање на профил на доктор. Значи, тоа мора да претрпи одредени промени. Мора да у тој дел. Јас стојам за тоа. Би сакал покрај мене да имам вака колеги, па и дел од фелата у Министерството, на маса аргументите да ги ставиме. Не можете вие, доктор, со титули да прима 600 евра плата, да дежура за, да не кажам, 10-15 евра. Знаете колку се дежурствата по Европа у сабота и у викенд? Прво, тие што имаат титулари, имаат по 300 до 400 евра за викенд од саботата и неделата. И не ги сакаат тие пари, оти се добро наградени, младите колеги дежураат. Али едуцирани колеги. Тоа е тоа. А ние се стремиме кон Европа. Па сега мораме некои манири со европски карактер да ги правиме. Значи, да не бидам погрешно сватен. Значи, имам престојувано на сите 5 континенти, викам само се немам рукувано со ескимите. Значи, со оваа цивилизација на Гренланд, јужниот пол не е дел од приказката, не е актуелен. Таму има забрана на тој пол. Так. И така да, тоа е тоа. Богато е вашето духовно искуство сум со исполнет. меѓународни. Јас имам многу за овие 46 години као доктор, 69-та завршив медицина, значи тоа се 47 години. Имам, значи, прекрасни моменти. Не сум се судил никога со проблемот пациент да го завршиш својот живот заради моја стручна грешка, екстабулам, значи пред мене во ординација или повеќе. Значи многу сум внимавал. Значи додека сте со својот ангажман, додека сте со својата професија, гледам вие сте професионални. Прекрасно студио, прекрасна техника, останете дел од оваа приказка. Само така ќе одите напред и К1 ќе биде препознатлив не на регионален, па и на поширок простор. Од вас зависи. Велес имаше најјако оделение после клиниката. Сега се сведе на 20 доктори и што е најинтересно, моето оделение сега е администрација, а моето оделение е ставено заедно со очното оделение, што не можам никако да го преболам. Тоа се две специјалности во еден простор.
Тоа е исто као сега гинекологија и хирургија да ги ставиме во еден спрат во болницава. Заради одредени размислувања на елитата. Тоа не го прифаќам. И сакам со такви луѓе да разговарам, да ги ставиме аргументите на маса, да видиме медицината е комплементарна наука, сите учествуваме во актот на здравието. Нема големи и мали доктори, има само квалитетни и неквалитетни што си ја сакаат својата професија и кои што се заскриваат за да одредени други луѓе, личности, моćници, материјални или пак во политиката. А не може во еден парламент. Тоа е раритет у Европа да имате од 120 пратеници 50 да бидат доктори. Тоа што ви каже Александра, дека луѓето или се незадоволни, или стварно не знаат зошто студирале медицина. Јас тоа јавно го кажам, нека ме демантира некој. Колешката моја од Неготино, која што беше дел од приказката, стана докторка по оториноларингологија, е пратеничка. Во Неготино немате амбуланта, не функционира. Пациентите идат кај мене на клиника, ги носам и така натаму. И не е само тоа, и у Гевгелија. И Источна Македонија не е полу. Струмица исто така е. Рањива. Други градови се исто рањиви. Убава опрема, се убаво, згради, фейслифтинг се прави на болницата. Натре. Так. Ин ситу. Тоа е тоа. Но, можда сум малку критички настроен. Нема врска, ние секогаш примаме критики, Не, зашто да знаете не зошто критички сум настроен? Јас ја сакам оваа држава и сакам оваа држава да ги има атрибутите, конкретно за здравието, кои ќе бидат носители во европски скуп. Јас мислам дека сите би примиле добронамерни критики. Вие ете се го помалку и кажувате тоа. помалку јас одам во Грција. Јас бев додека не се екстериоризираше проблемот, морам ова да го кажам, за името со кој што жестоко се борам со колегите. Им кажувам дека историјата и географијата да оставиме, да решат политичарите. Меѓутоа, кога се дружиме као доктори, да не разговараме на таа тема. Така. Значи, јас бев таму радо виден. Меѓутоа, кога се актуализира и се екстериоризира проблем за името, колегите јавно, односно не јавно, медиумски него ми кажа, пријателството наше останува, али институционално во АХЕПА на Аристотел University у Солун, во Кукуш и во Александрополис, стручниот дел, докторе, со респект кон тебе, завршуе. Оти власта не сака од Македонија доктори да им се мешаат во нивната Македонија и во нивната медицина, мислејќи дека ќе украдеме нешто, што е порезително за мене. Јас одам се дружам со нив. Еве, сега ќе имам еден скуп европски, кај што ќе се дружам со тие. Чак и морам ушова да го кажам, тие доктори не доваѓаа во Македонија, идеа во Белград, заради овој проблем. Меѓутоа, еден од нив успеа во Дојран да го донеса. Заради мене, и тоа го знае колегите од клиника. На еден скуп, наш стручен. Зошто да не се дружиме? Зошто да правиме такви екскурзии у животот непотребни? Верујте ми, мислам дека не заслужуваме, као држава не заслужуваме. Ке го решиме проблемот, секако. Значи, не може вечен да остане овој проблем, ќе се најде модалитет како да тоа се реши, ние да останеме пак македонци, они нека, нели, пледираат со тоа дека Македонија е Грчка. Не, тоа историјата и географијата ќе докаже што е како е. Меѓутоа, знаете, имате Северна Ирска, Јужна Ирска, па Ајрланд, I'm of Ireland. Имате у далечен исток, имате Кореја, Северна и Јужна, ама корејци се викаат. Сега овие едни што се со комунистички манери малку се отидени на страни, тоа. Така, споменав јас на почетокот дека ќе отвориме повеќе теми со оглед на дека заслужуваш ова да имаме така една хронологија. Да. На самиот крај ќе го искористиме вашето присуство овде да споменеме нешто и за она што е сега актуелно, сезона на грипен настенки. Вие сте специјалист за убавност и грло. Што би им препорачале на граѓаните, на сите нас, како да се грижиме за своето здравје? Добро прашање, актуелно прашање. Значи, периодот на есента и пролета е актуелен со овие горни респираторни инфекции, преведено народски, промени или воспаление на горните дишни патишта. Александра, ние дишиме на нос, се храниме на уста. Кога вие ќе ги замените тие два органа, значи со патологија и депозити во структурата на носот, ја отварате устата, стварате лош амбиент таму кај што треба да биде храната, отварајќи устата сакате да внесете на воздух кој што недостасува
преку носот. Така не прочистениот, не филтрираниот воздух, оти во носот воздух, ние дишиме воздух, во кој имате воздух, у кој што има кислород, јаглен моноксид, амониеви соединенија, па имате микрофаги, макрофаги, па имате бактерии, вируси, гливици, така натаму, нели, воздухов. Кој ќе влезе во носот, тоа се чисти и само чист кислород влегува во плуќата. Ако го немате тоа амбиент, морам да го кажам, зошто тоа е причина на оваквија инфекции. И второ, во периодот на тие месеци, едини антитела на организмот, кои што се бранат од ударични фактори, не стануваат во крвта, во тој хуморален дел, се појавуваат нови. У тој момент, кога едните со другите се вршат замена на столиците, да речам, Така? се јавуваат најчесто овие инфекции. И сега, кој е пристапот, која е превенцијата? Значи, кај бактериските инфекции, докторот со своите стручни квалификации оценува дека се работи за бактериска инфекција, има на располагање сет на антибиотици и други помагала и тука таргетот е евидентен. Така. Меѓутоа, кај вирозите, па кај одредени гливични заболувања, вие не можете тоа да го... И тогаш одите по симптоматско лекување. Значи, по симптомите, не по узрокот, кај бактериските да. И тогаш се И ние со појавува... антибиотици на таа тема имаме дискутирано многу пати со доктори овде Значи, во емисијата. ако се работи, реков, за Така. верифицирана, значи бактериолошки, серолошки, лабораториски, дека се работи за бактериски инфекции на горни дишни патици, дали е устната шупнина, дали е носот, па кој комуницира и со грлото и за специализацијата се вика оторино. Уво носи грло, затоа што влегува воздухот, се дистрибуира кон увото, кон средното уво и дел од нив преку каналот и во грлото. Па грлото е поделено на 3 дела и има своја функција така натаму. И сега кога вие немате добра заштита, почнуваат симптомите. Запушеност на носот, нема продор на воздухот према доле, вие отварате устата, тоа што не можете преку носот да го земете ко помагало, ко AIDS, го правите преку устата. Меѓутоа тоа не е во ред. Носот се запушува, почне секрет да ви се јавува, може некогаш и мирисната функција да се искомпромитира и вие одите по симптоми. Тоа е кај вирусните инфекции, ние имаме узрок. Значи, потребувате на капки, што јас сега сум голем, не сум поборник на употреба на капки, имате многу солвентни сега спреови, кои што служат за лаважа, за мијење на носот, стварање амбиент и употреба на исто спреови, кои што се многу добри за да го се ослободите тој механизам. Потоа користите препарати од типот на аспирин као лек кој што во себе содржи еден препарат, нали, оној Баеров аспирин, класичен Баеров, има фенацетин, ефедрин, така, чувствува еден посебен амбиент во носот и други препарати од типот на Феревекс, има Момонколт и така натаму, кои што се користат. Тоа е таа симптоматска терапија, али превенцијата оди со употреба во исхраната. Значи, морате да користите претежно беланчевини и малку шеќери, а најмалку масти. Тоа посебно не можеме сегмент, сет на разговори мен сана инкорпоре сано, кој што ви го кажав на почетокот. Значи, употребата на тие по симптоми, лекарства, тој сет, употреба на капки за, односно, се извинувам повторно, тие капки беа на времето наши 3 пати по едно, 3 пати на апчињени капки, сега се тие спреови и користењето на тие спреови ќе возможи еден убав амбиент, секако контрола имунолошка на вашата крвна слика, да се види дали има некој дискурзус инатре во структурата, па имаме специјални имунолошки препарати за овој период, од типот на Респивакс, од кај возрастните, кај децата. Го имаме торалот и така натаму и така натаму. Јас им кажувам на колегите, не бојте да се сведете, земете Фервекс и капки во носот, малку посериозен пристап, да се има, знаете како влезна врата е. Ако вие не направите амбиент, може брзо да заврши инфекцијата во плуќето, па да завршите со бронхити, бронхопнеумонии, па да се лекувањето продолжи подолго време и така. Тоа мислам дека е приказна за докторите по општа медицина, кои што треба постојано да им повторуваат на пациентите и се разбира, тоа е здравствениот, да речем, сегмент на едукација, здравствениот сегмент на воспитанието. Тоа е многу битен момент.
у целото друштво, за целата нација да биде дено да и почне со здравието на цела нација. Така. А после бизнисот и се и најпосле културата, спортот, денот е поделен на 3 дела. Мудро е да ги искористите тие 3 по 8-24 часа. Доктор Цилаков, во интерес на времето, ние тука ќе го завршиме нашиот разговор. Ни останаа уште многу теми за зборување. Јас верувам дека ќе имаме можност да разговараме. Ми беше посебно задоволство. Верувам дека успеав вака да долам еден амбиент, тоа што е здравје, тоа што е медицина, тоа што е тие секундарни задоволства, јас ги викам, дали спортуете, дали се занимавате со уметност, дали одите во институции кај што имате галерии, дали одите на опера, на балет. Тоа се second pleasure in the life. И тие задоволства треба секој да ги почувствува и да се најде во тие задоволства. Така. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето, верувам дека ќе имаме Ви благодарам прилика и вас повторно на да се поканата, ми работуваме. беше задоволство да бидам дел од оваа куќа и со вас, Александра.